Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Ѓорче Петров. Во изминатиот период, јас и мојата општинска администрација посветено работеме на сите фронтови со цел доследно да ги исполниме дадениот збор и дадените ветувања наведени во изборната програма. Со упорна и посветена работа, денес со гордост можам да кажам дека се што беше ветено е реализирано и не само ветеното, туку и повеќе од тоа. Реализиравме бројни барања од граѓаните, кои беа наметнати како неопходна потреба за приоритетна реализација. Нашето мото е работата која носи подобро. Претворено во бројки, тоа би било вака. Ветени проекти во програмата 155, реализирани 152 или 98% и 42 проекти надвор од програмата. Овие реализирани проекти ја изменија сликата на општината и од рурална, запоставена и заборавена општина, денес Ѓорче е урбана и посакувана дестинација за многу граѓани и стопанственици. Со изградената инфраструктура се подигнаа стандардите на живење на граѓаните, а со изградената патна мрежа Ѓорче Петров сега е лесно достапна дестинација. Со изградените директни врски со коридорите 8 и 10, општината стана уште повеќе интересна за инвестирање, а двете претоварни станици од железничката мрежа само ја надополнуваат позитивната слика за ефикасна комуникација. Почитувани, општината со поддршка на владата и на градот Скопје реализира многу проекти, но во оваа прилика ќе ги споменам само дел од истите. Изградба на патот Волково-Орман во должина од 2160 метри. Изградба на патот Стопански двор до обиколница во должина од 2040 метри, чија вредност изнесува 30 милиони и 500 илјади денари, тука се врачунати и трошковите за изградба на осветлување и комуникација и тротоари. Улица 51, Стопански двор, во должина од 1000 метри, во вкупна вредност од 32 милиона. Улица 51 во Стопански двор, чија должина изнесува 1000 метри, а вредноста 3 милиони 220 илјади денари. Патот од Ново село до гробишта во должина од 250 метри со вредност од 1.700.000 денари. Изградена е улицата Црногорска 2 и кракот 2 и 4 во должина од 1280 метри. Изграден е кружниот тек на булеварот Партизански одреди кај порта Влае, исто така и кружниот тек кај црквата Свети Петар и Павле. Проширен е булеварот Партизански одреди. Реконструирана е улицата Ѓорче Петров, заедно со тротоарите и велосипедската патека во должина до 1270 метри. Ова продолжува и понатаму и проширувањето на патеката и пешачката патека и велосипедска ќе оди до општината Сарај. Реконструирана исто така и други улици во Ѓорче Петров кои не се наведени во овој извештај. Во урбаната заедница Хром изградивме повеќе улици од кои сакам да ги истакнам. Кичевска во должина од 700 метри. Улицата Исаја Маџовски во должина од 210 метри. Улицата Злате Михајловски во должина од 392 метри. Улицата Браќа Галеви во должина од 100 метри и улицата Ибе Паликуќа во должина од 350 метри. Цените ви се дадени на слайдот. Урбаната заедница Ѓорче Петров изградени се следните улици. Македонска преродба во должина од 220 метри. Изградена е улицата новопроектирана 2 од поштата во Ѓорче до улицата Македонска војска во должина од 140 метри со вредност од 2.100.000 денари.
Реконструиран е кракот од улицата Радушка во должина од 80 метри. Улицата Вија Игнација во должина од 250 метри. Ангел Винички во должина од 265 метри. Јосиф Даскалов во должина од 250 метри и вредност 2.150.000 денари. Улицата Мице Козар во должина од 370 метри и вредност од 3,5 милиони денари. Во урбаната заедница Мирче Ацев тежиште го дадовме на реализација на следните улици. Улицата 7 на улица Ѓорче Петров во должина од 100 метри и вкупна вредност од пола милион или 500.000 денари. Кракот на Црногорска 2 под надвозникот во должина од 80 метри. Улицата Христо Батанџиев по старосоцијалистичка зора во должина од 916 метри, чија вредност изнесува за реконструкцијата околу 16 милиони и 200.000 денари. Улицата Јадранска во должина од 100 метри, улицата Браќа Чакреви во должина од 370 метри со вкупна сума за реализација од 8 милиони и 100.000 денари. И краците 3, 4, 5 на улицата Алекса Демниевски во должина од 751 метар, за чија реконструкција се потрошени 13 милиони и 100.000 денари. По урбаната заедница Даме Груев ги истакнувам следните улици. Антон Чехов во должина од 214 метри. Улицата Антон Кецкаров во должина од 209 метри. Улицата Австралијска во должина од 245 метри, за чија реализација се потрошени околу 6 милиони денари или поточно 5 милиони и 850.000 денари. Изграден е кракот на улицата Антон Кецкаров во должина од 120 метри. Улицата Пекљане 2 и 4 во должина од 425 метри. Краците 1, 3, 5, 5 прим и 7 на улицата Пекљане во должина од 1700 метри, за чија реализација се потрошени 6 милиони и 900.000 денари. Улицата 18 во должина од 105 метри. Краците 1, 3, 5, 7 на улицата Лука Геров во должина од 740 метри, за чија сума се вложени во оваа инвестиција од 8 милиони и 900.000 денари. Улицата Борис Бојаджиски во должина од 460 метри и улицата Моцартова во должина од 440 метри, за чија реализација се вложени 5 милиони и 520.000 денари. Во урбаната заедница Дексион ги апострофирам следните улици. Улицата Панајот Гиновски во должина од 390 метри, улицата Кузман Шапкарев во должина од 230 метри, улицата Андреј Зограф во должина 112 метри, улицата Атанас Коцарев во должина од 60 метри, улицата Црногорска 2 во должина од 187 метри и за изградба, сумарно и реконструкција на улиците и патиштата потрошени се вкупно 286 милиони денари. Тука е опфатена и канализацијата, значи подземната инфраструктура, водовод, канализација, осветлување, тротоари. Значи, уште еднаш апострофирам 286 милиони денари вкупно е потрошено за сите улици, овие кои се напред набројани. Во руралниот дел и во местните заедници, во Волково изградени се следните улици. Улицата 37, 33, 31 и 53, во вкупна должина од 1235 метри, за чија реализација се потрошени 8 милиони и 300.000 денари. Во Волково Пржина завршени се улиците 70 во должина од 700 метри, во населбата Кисела Јабука, денеска преименувана во село Кисела Јабука, е завршена улицата 42, 50, 40 и 44. Во Ново село се реализирани улиците 5 и 4 во должина од 1120 метри, за чија реализација се потрошени 6 милиона и 650.000 денари. Реализирани се повеќе од 240 метри нови тротоари, говорам за руралниот дел. Тоа е во Ново село, Волково,
Стопански двор и другите населени места во овој дел од општината Ѓорче Петров. Изградени се исто така неколку автобуски постојки заедно со јавното сообраќајно предпријатие и градот Скопје. Очигледно е од досега прикажаното дека инвестирано е равномерно во сите урбани и местни заедници во општината, односно на целиот простор на територијата на општината Ѓорче Петров. Почитувани, посебно сме горди со изградбата на новата општинска зграда, на која интензивно се работи, а која е од големо значење за сите нас, а посебно за граѓаните, кои во иднина не ќе мораат да одат на неколку локации за да ја завршат работата. Реално ќе профитира едношалтерскиот систем, што ќе и големо леснување и за граѓаните, меѓутоа и за функционирањето на општинската администрација, која ќе биде услугата брза, ефикасна, меѓутоа и условите ќе бидат извонредни за работење. Сакам да наведам дека од далечната 1963 година во општината Ѓорче Петров се старите објекти на полицијата и противпожарната станица Ѓорче Петров. Сега, во текот на овој мандат, изградена е нова полициска станица и изграден е нов противпожарен дом или за противпожарната единица, и одека се вложени заедно со градот Скопје, владата и општината 885.000 евра. Изградена е исто така пречистителна станица во Ново село, која целосно ќе ги задоволи капацитетите за пречистување на отпадните води од канализацијската мрежа во руралниот дел на општината. Во Волково, Кисела Јабука, Стопански двор и Волково Пржина изградена е фекална мрежа за одводување на фекални отпадни води во должина од 60 км, а во тек е до изградба на останатите 20 км кој е предвидено со проектната документација. Овој проект целосно ќе биде завршен во 2018 година и ќе чини 260 милиони денари. Пуштени се во употреба и новите реконструирани простории во местната заедница Волково и изградена е и целосно реновирана нова амбуланта и пуштена во употреба во селото Волково. Дадени се во употреба 2 клуб простории за пензионерите и вкупно се потрошени за овие 2 клуб простории 1.650.000 денари од буџетот на општината Ѓорче Петров. Поставени се над 1270 нови сијалични места на улици на целата територија на општината. Се гради нова водоводна мрежа во селото на Киштани во должина од 1020 метри, со вкупна вредност од 3.900.000 денари. Тоа е првата фаза, втората фаза ќе отпочне со реализација во 2018 година, отприлике истата цифра е предвидена од страна на општината и од ресорното Министерство за животна средина. Претходно општината изгради препумпна станица и цевковод во должина од 1800 метри, како и нов резервоар, од каде што жителите ќе добијат здрава вода за пиење од градскиот водовод. На останатиот дел на територијата на општината изградена е водоводна мрежа во должина од 3,5 км и потрошени се 13 милиони денари за ова намена. Во завршна фаза е реконструкцијата на културниот дом во село Кучково и тука се предвидени средства од 2,5 милиони денари за покривање на ова реализација. Во врска со образованието сакам да нагласам дека во изминатиот период посебно внимание обративме во областа на образованието и подигање на квалитетот на наставата и престојот на вработените учениците во училиштата. Извршена е санација на Централното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, кој претрпе оштетувања после последниот скопски земјотрес. Тоа општината ја чинеше 3.300.000 денари. Пуштена е во употреба подрачното училиште од основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски во населбата Хром. Овој обемен зафат чини 27,5 милиони денари. Се реализираат и се реконструираат спортските сали во училиштата Димитар Поп Беровски, Страшо Пинџур и Тихомир Милошевски. Овие проекти ќе чинат од буџетот на општината околу 5 милиони денари. Сменет е целосно
кровот на училиштето Мирче Ацев и реконструирана и спортската сала, изграден и затворен премин помеѓу училиштето и спортската сала. Во ово училиште е реновирана и кујната по највисоки стандарди. Реновирани се и сите санитарни јазли. Исто така изградена е нова кујна во основното училиште Ѓорче Петров во вредност од 1.200.000 денари и мултимедијална сала со 120 седишта со сета пропратна опрема, чија вредност изнесува 1.300.000 денари. Почитувани, мора да признам дека притисокот за прием на нови дечиња во градинките е навистина голем. Се трудиме на нашите најмали сограѓани од предшколска возраст да им овозможиме подобри услови и да го зголемиме капацитетот за прием на деца. Заради потребата од простор за згрижување на најмалите, во основното училиште Ѓорче Петров се преадаптира едно крило од училиштето во детска градинка. Овој нов простор може да прими 200 деца. И вкупно вложените средства за оваа пренамена и адаптација изнесуваат 11 милиони денари. Исто така се прошири градинката Делинка во урбаната заедница Мирче Ацев и со тоа се овозможи прием на уште 50 деца. Вкупната инвестиција за ово проширување изнесува 3,5 милиони денари. Пуштена е нова градинка Рипчиња, за чија адаптација се потрошени 4 милиона денари. Целосно е реконструирана и опремена кујната во објектот на градинката Калинка во населбата Хром, тој е и централниот клон во општината Ѓорче Петров. Во поглед на спортот, општината со поддршка на владата на Република Македонија, преку Агенцијата за млади и спорт во населбата Ѓорче Петров, Даме Груев, Дексион и Мирче Ацев изгради мултифункционални игралишта. Изграден е фудбалски стадион, игралиште со вештачка трева, македонски лавови, кои го користат и професионалците од Фудбалската федерација и клубовите од Република Македонија и влюбениците во спортот, значи тие кои сакаат да спортуваат и се рекреираат. Изградени се неколку терени на отворено, односно теретани на кои за фитнес и за младите да можат да спортуваат и поактивно да се вклучат во спортскиот живот. Исто така, со финансиски средства ги поддржуваме двете фудбалски екипи, прволигашот Македонија Ѓорче Петров и третолигашот фудбалскиот клуб Волково од село Волково. По повод општинскиот празник 20 септември се одржува и големиот турнир во мал фудбал Ѓорче Петров куп, на кој учествуваат екипи од целата наша земја. Годинава за прв пат ќе има и екипи од странство, со тоа овој турнир добива и меѓународен карактер и да најавам дека овој турнир почиња на 1 септември, а завршува на 18, односно 19 до празникот на општината 20 септември. Вложуваме во поединци и екипи, во нивните настапи во нашата земја. Даваме континуирана исто така поддршка на Општинскиот сојуз на училишниот спорт и тежиштето ни е всушност на оваа дејност, во кој се застапени сите екипни спортови, вклучувајќи и големиот фудбал, а опфатени се можам да апострофирам и нагласам, негде околу 50% од училишната популација или сите ученици во нашите училишта. Континуирано даваме поддршка на младинскиот спорт и на младинските спортски школи кои гравитираат и екзистираат во општината Ѓорче Петров. На планот на културата, во изминатиот период големо внимание обрнувавме во решавање на инфраструктурните проблеми, некако не ја заобиколивме, мора да кажам, и самата култура. Ние сме можеби единствената општина која има свој театар, Пампур, кој во изминатиот период ни овозможи 3 премиери и десетици постпремиерни представи, 3 перформанси, тоа е животот на Ѓорче Петров и на Тихомир Милошевски и мултимедијалната представа која остави најдлабов впечаток 100 години од населбата Ѓорче Петров. Одржани се 7 ликовни изложби за млади, но и докажани наши уметници. На Ѓорче Петровското културно лето настапија повеќе познати македонски естрадни имиња и ансамбли од целиот свет.
Najoriginalниот детски фестивал Соната годинава ќе се одржи по 8 пат. Песните и музиката за овој единствен фестивал ги пишуваат децата од нашите училишта. По тоа е и неговата оригинална единственост. Во селото Кучково секој 1 мај се одржува манифестацијата Ден на крстот, која е една од најпосекуваните и најпосетените во Република Македонија. Во изминатие 12 години оваа манифестација ја посетиле повеќе од 60.000 посетители. Во склоп на оваа манифестација се одржуваат и народни спортски игри. Општината се потруди овие позаборавени игри да ги презентира, со што ги оттргнавме од преградката на заборавот. Оваа манифестација е најголема и најпосетена во Скопско. Сакам да ја нагласам и одличната соработка со армијата на Република Македонија, која го подготвува познатото војничко гравче за сите посетители, негде околу 5 до 6.000 порции се делат секоја година на овој простор. Во поглед на издаваштвото посветивме големо внимание и сакавме да оставиме писмен трак за идните генерации, за сите збирнувања што се случуваат, меѓутоа трагавме и по минатото и од тој поглед овие се изданија тука изложени, се што е издадено за општината Ѓорче Петров и мислам дека навистина издавачката дејност завзема едно посебно место во работењето на општинската администрација и на сите научни работници кои се вклучуваат во работата и трагањето по податоци за општината Ѓорче Петров, за ликот и делото на Ѓорче Петров и воопшто за историјата на општината Ѓорче Петров. Сакам да ја нагласаме, тука посебно ја издаме монографијата за општината Ѓорче Петров, издадовме книга 80 години фудбал Ѓорче Петров, како и народната култура и традициите во општината Ѓорче Петров. Исто така е издаден и зборникот 100 години Ѓорче Петров, каде што се сублимирани научни сознанија и докази за општата историја на нашата општина. Може би нешто испуштивме, но не е се застапено во отчетот, уствари се е застапено во отчетот кој ви го поделивме. Сите податоци во него се релевантни и проведени на терен за подобро за сите да живееме и работиме во општината Ѓорче Петров, а тоа ќе даде и подобра иднина за општината и граѓаните на општината Ѓорче Петров. На крај сакам да се заблагодарам за вашето присуство и отворен сум за ваши прашања, надвор од ова што денеска го изложив како искажување на дел од реализираните проекти и тоа што е направено во изминатиот период 13-17 година.